ова издание. Почеток на крајот. Нов Зеланд и Тајланд без нови случаи со коронавирус. Со филмска екипа единствени странци во 12 милионскиот Вухан. Феми Даут за гласот на Америка. COVID-19. Какви се новите промени од главните авионски компании за патниците, но и стюардесите, пилотите? Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски. Ова е News Flash. Од Холивуд до карантински град, 45 дена. За ова подоцна во емисијата, на почеток вестите. Врховниот суд на САД расправаше за даночните пријави на председател Доналд Трамп, кој со години одбиваше да ги објави јавно. Судиите расправаа дали Конгресот или локалните обвинители имаат моги да водат истрага за председател додека е на функција. Судиите ги слушнаа аргументите за два случаи поврзани со навози до Трамп, издадени од 3 комисии на представничкиот дом да ги објави даноците, како и од главниот обвинител на Њујорк до фирмата за сметководство на Трамп и до неговите банки. Се очекува одлуката за овие случаи да биде донесена во наредните недели. Нов Зеланд и Тајланд не пријавија нови случаи на коронавирус во средата, во исто време додека се повеќе влади се подготвуваат да ги олабават мерките. Во изминатите 2 недели Нов Зеланд имаше 4 дена без нови случаи, со што покажа дека строгите наредби за седење дома кој трае 1 месец има успех. Директорот на фотографијата на Медена земја Феми Даут неодамна се вратил од Вухан, Кина, каде што снимал американско-кинеска продукција. За искуствата говори за гласот на Америка. Феми, здраво. Се започна од кинескиот град Вухан со коронавирусот глобално, а ти беше таму. Што правеше? Здраво, Јане. Работев на еден нов документарен филм. Откако се запознав со еден режисер пред неколку месеци во Кина на еден фестивал. И ете, навргу после Оскарите дојде понудата за работа на овој документарен филм. Какво беше искуството во Вухан? Дај им на гледачите една перспектива со оглед дека животот конечно почна да се враќа во нормала од неодамна, метрополата и е реотворена. Па вака, прво со самото представување на проектот, кога ми сави режисеров за самиот проект, беше баш за размислување дали човек да отиде или не. Бидејќи се работи за нешто што е невообичаено, мислам идеш во центарот на пандемијата, од кај што фактички е изворот на целиот вирус. Меѓутоа, со самата дискусија, откако ми кажа што е, како е и каква екипа ќе бидеме и дека имаме постојано човек кој што ќе се грижи за нашата безбедност, си рекол дека да, нешто интересно е, ново искуство, нови простори, нови луѓе и некако си реков да, мислам прифатив таков еден ризик да отидам да работам на тој проект и буквално она што сека на прва линија, на прва борбена линија да се види што е фактички причината за вирусот, како луѓето се справуваат со тој вирус. Феми, како се справуваат луѓето со вирусот? Опиши ми ги мерките за социјално дистанцирање и карантинот, во кој беше ставен градот од 11 милиони жители. Така, 12 милиони скоро жители е Вухан. Тоа што може да кажам дека 100% се практикува сите тие мерки кои што беа наложени. Е нешто прекашување на закони. Мислам, сите луѓе некако беа позрели и лесно ги прифатија тие мерки. Значи не имаше никаква одбилност од луѓето, сега ќе правам вака или ќе бидам спротивно на тоа што е како мерка. Една работа што успев да сватам дека меѓу себе имаат многу голема поддршка. Луѓето како луѓе се спремни, значи по било која цена да им помогнат на луѓе кои што се во неможност да се справат со тој вирус. Осеќаат како некој се морална одговорност. Сега предпоставам си во карантин во Македонија. Колку време ќе останеш, како ти минува времето? Па да, веќе од понеделникот сум тука, денес е петок. Остануваат уште 9 на дена да останам во карантинов и после тоа се надевам дека ќе бидам слободен или ќе треба уште некоја домашна изолација да се направи барем уште 2 недели. Ти благодарам за разговорот, Феми, и секој добар. Фала ти на тебе, поздрав. Интегралното интервју со Феми Даут на нашата интернет страница, одиме понатаму. Диало разговараше со извршниот директор на Frontier Airlines.
Од патниците сега се бара да носат маски или да го покријат лицето за време на летовите. Вакви прописи воведоа JetBlue, American, United, Southwest, Frontier, Lufthansa и други. Извршниот директор на Frontier, Бери Бифел, најави и други мерки. Почнавме со поголемо чистење и со прскање на авионите за уништување на вирусот. Воведовме здравствени сертификати за патниците пред неколку месеци и од изминатиот петок бараме задолжително носење на заштитни маски. Пилотот Џон Кокс, поранешен шеф на безбедност во авиосообраќајот и прв човек на Асоциацијата на пилоти, го поздрави ова. Се обидуваат да бидат многу конзервативни во две работи. Во максимална заштита на патниците, но и да испратат порака дека сериозно ја сваќаат ситуацијата. Многу авиони летаа речиси празни од почетокот на пандемијата, но патниците почнаа да објавуваат фотографии од патници во авионите кои не носат заштитни маски или не ги почитуваат прописите за социјално дистанцирање. Принцес Џонсон вака го опиша неодамнешниот лет. Беше клаустрофобична сцена. Така се чувствував зашто немав простор. Ако некој кивнеше, сите ќе се разболевме. Но Мајк Ричи имал поинакво искуство. Беше добар лет, не преполн. Стюардесите добро ги распоредија патниците. Ако морам, пак би летал. Компанијата Southwest Airlines објави дека ја чистат секоја површина во авионите со електростатички дезинфекцијски средства, кои што го убиваат вирусот при контакт. Од другите мерки, укинување на храна и пијалоци за да се ограничи интеракција, но и оставање на средното седиште празно. Но други авиокомпании ги продаваат и средните места, со образложение дека носењето маска е доволна заштита. Frontier наплаќа $39 за да не го пополни средното седиште. Од минатиот месец продаваме преку еден ред седиште. Некои компании не го продаваат средното седиште, но нема гаранција. Ние представивме за гарантирана опција дека средното седиште ќе остане празно. Сакаме да се чувствувате безбедно додека летате со Frontier. Бифел додава дека неговата компанија ќе добие $170 милиони федерална помош според актот усвоен во март. Тоа ќе му помогне на Frontier да покрие половина од трошоците за плати до септември. За крај на News Flash, COVID-19 го промени животот на луѓето ширум светот, предизвикува и вознемиреност. Керол Пирсон за начините за справување. Празните полици во маркетите беа еден од првите знаци дека коронавирусот се шири во САД. Луѓето почнаа да купуваат и да складираат повеќе храна и залихи од што е потребно. Кога механизмите за справување со кризата се преоптоварени, луѓето почнуваат да прават работи за да се справат со неизвестноста. Јагер вели дека има подобри начини за справување со стресот. Има многу начини за комуникација. Разговарате со блиски и роднини додека сте дома, на сигурно. Видеоразговорите се добар начин, но и вежбањето помага за намалување на стресот. Корисно е за нашата физичка и ментална добросостојба. Постојат обемни истражувања кои покажуваат дека физичките вежби се добар третман за депресија и за вознемиреност. Друга важна работа е да поставите цели, дури и мали. Треба да имаме работи кои се третираат како успеси, работи кои што се завршени, да можеме да кажеме, погледни го ова, јас го направив. Зашто тоа ја облажува вознемиреноста што ја чувствуваме. Исто така помага да се осврнете на начините на кои сте решавале други предизвици. Сите ние најмногу напредуваме кога ќе излеземе од зоната на комфор. Сега сите сме таму. И не заборавајте да се смеете, гласно. Хуморот е добар, тоа е начин да се активира добра хемија на мозокот и го зајакнува имунитетот. Хуморот е навистина добар лек. И кога ги споделувате искуствата дури од далечина, тоа е начин за зближување на заедницата. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Пријатна вечер, се гледам утре.